Почитувани гледачи, добро утро. Наш и ваш денешен гостин Илија Стевков, председател на Менса Македонија. Што е Менса? Утрово ќе добиеме одговори на дел од овие прашања. Ќе поразговараме кои се членови на Менса, меѓутоа ќе поразговараме и за големиот јубилеј 25 години Менса Македонија. Господин Илија, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам. Најавив дел на темите на кои што ќе позборуваме во вторник е тестирањето следно на Менса, а во среда веќе имате голем јубилеј 25 години постоење. Најпрво за гледачите, што е Менса, кој се може да биде член на Менса и околу поводот 25 години постоење. Добро утро. Менса Македонија е членка на Менса International. Менса е здружение на граѓани, на лица со висока интелигенција, со надпросечна интелигенција. Во неизе се смета дека добиваат покана за членство луѓето кои што се во топ 2% по интелигенција во светската популација. Тоа се утврдува врз база на тестирање на Менса и доколку тестот е успешен, тој кандидат добива покана за членство. Нашите тестови моментално се за лица со навршени 16 години. Така, ајде околу условите малку кои се може да се пријави на тестирањето во вторник, што се треба да направи за да дојде да го полага тестот? Значи Менса редовно организира тестирање и во Скопје и во другите поголеми градови во Македонија. Во вторник на факултетот за електротехника и информатички технологии, на електротехничкиот факултет по Старо организираме тестирање. Тестирањето ќе биде во вторник на 3 декември во 18:30. На нашата веб страна и фејсбук страница се објавени сите детали. Генерално да се тестираат може да сите сите граѓани на Република Македонија со навршени 16 години. Да. Кои што не се тестирале повеќе од 3 пати, бидејќи Менса нуди само 3 можности да се тестираш, доколку 3 пати не положиш, тогаш немаш право понатаму. И помеѓу двете тестирања треба да имат поминато најмалку 6 месеци. Тестирањето чини 500 денари, тоа е најевтина цена за Менса тестирање во цела Европа, бидејќи Менса International ги наложува овие цени и ги прилагодува на стандардот на граѓаните. Тестирањето е со визуелни матрици, така наречени, заради тоа што тестовите се исти во цел свет и да не влијае познавањето на јазикот, дали англиски, дали мајчин јазик, нема ништо во објаснување, туку има само матрица 3×3, каде што во долниот десен агол има еден прашалник, понудени се 6 опции, кој од тие 6 решенија треба да стои на тоа место и на тој начин функционира тестирањето. Потоа независно лице, тоа е нашиот национален психолог, госпожа Ивана Маринчек, која што е лиценцирана, овластена од Менса International и таа е единствената во Македонија, освен кандидатот, која што ги знае резултатите на тестирањето. По неколку дена од тестирањето кандидатите добиваат на својата електронска порака, во својата електронска пошта, резултатите од тестирањето и доколку ги исполнуваат условите да влезат во топ 2 од светската популација, добиваат и покана за членство во Менса Македонија, а преку тоа и во Менса International. Околу јубилејот ве прашав 25 години славите во среда, што ќе се случува по конкретно на тој ден? Да, Менса Македонија е формирана на 4 декември 1999 година. На почетокот, бидејќи сме имало членови од поранешна Југославија, но не постоело како организација Менса Македонија. Со помош на организациите од регионот се организирани првите тестирања тука во Скопје, дури и првите прегледувања на тестовите се извршени во Лондон, бидејќи се уште не сме имале национален психолог, и формирана е на 4 декември 1999 година, што значи дека идната недела славиме 25 години, што сметам дека е еден пристоен јубилеј и затоа Менса Македонија сака да го одбележи со еден настан кој што ќе се одржи во public room, во јавна соба. Имаме предавања, серија од предавања, 3 предавања од видни доктори на науки на темата природната и вештачката интелигенција, моменталните предизвици и идните перспективи поврзани со нив. Станува збор за врвни предавачи, сите се експерти од областа. Посебно сум горд да имаме човек кој што има 2 докторати во Болоња и во Луксембург на тема вештачка интелигенција и често специјално се една многу осетлива тема моментално во светски рамки, тоа е етиката при користењето на вештачката интелигенција.
и се разбира потоа ќе го одбележиме. Ајде, некако ми се наметна следното прашање околу вештачката интелигенција. Дали вештачка интелигенција може да положи менса тест? Јас немам информации конкретни. Тоа што може да го кажам како исто и човек од фелата, како електроинженер, дека сум видел вештачка интелигенција без проблеми да решава аритметички тестови. Да речеме продолжија низата или кој број, значи тоа го решава во 100% од задачите. Бидејќи тука станува збор за визуелни, треба да се види дали е тестиран тој модел на овие тестови, бидејќи тестовите на Менса се тајни. Менса Интернешнл ги менува на секој неколку години заради тоа што ги прилагодува на состојбата во општеството. Можеме да земеме како било во 80-ти, во 90-тите, значи без пристап до интернет, без мобилни телефони, без тие работи, сето знаење сме морале да го носиме во себе, а сега е многу полесен пристапот до информации, заради тоа мислам дека и тие имаат посебен комитет кој што го прави тоа и работи. Така да тешко е да се каже. Ако видиме во некои други полиња, на пример во шахот, каде што најдобрите светски софтвери за шах може да го победат Карлсен, кој е најдобриот шахист на денешница во 100 партии 100 пати. Предпоставувам дека би можеле да го, но бидејќи тоа е визуелно, ајде да оставиме малку резерва. Според податоците кои што ги имам, членовите во Македонија се најмали по бројка на Балкан. Колку членови во моментот има Менса и колку од нив се активни членови? Mensa International располага само со еден официјален податок, кој што го објавува, а тоа е број на активни членови на Менса во таа држава поделено со милион жители на таа држава. Во тој просек Македонија од 6 поранешни републики во регионов е на 6-то место и покрај тоа што во бројка имаме повеќе од Црна Гора, но тие се многу помала држава од нас. Има неколку параметри околу тоа како може да се измери. Имаше едно истражување кое што Менса Македонија го направи. До сега во Македонија се тестирале околу 3000 граѓани. Од нив положиле околу 850 и добиле покана за членство. Таа покана за членство не значи дека секој е прифатил, туку ние отприлика имаме во овие 25 години сме имале 660 луѓе станале членови на Менса Македонија, но Менса Интернешнл следи еден друг податок, а тоа се активни членови. Кои се активни членови на Менса Македонија, на Менса Интернешнл? Тоа се членови кои што го обновуваат своето членство секоја година и така до 2024 година Менса Македонија има околу 130 членови активни, значи ние ги викаме полноправни. Ако тоа го поделиме на околу 1.800.000 луѓе, ја добиваме бројката на милион колку имаме членови. Кој се членува во Менса? Бидејќи некако Менса се поврзува секогаш со високо образование, дали значи дека имаме и луѓе кои што се необразовани, луѓе кои што дали образованието има никаква врска со Менса? И кој се членува во Менса? Нема некоја директна корелација. Во Менса членуваат секакви луѓе, и студенти, секакви профили, и студенти, и професори, имаме и доктори на науки, имаме и вработени и невработени, имаме и млади, да речеме по 16-17 години, но имаме и пензионери. Така да нема некое правило. Тоа што би сакале ние е да се свртиме повеќе кон младата популација, и за тоа ги промовираме последниве неколку тестирања правевме во последните две беа во средни училишта. Така да би сакале малце да се подмлади членството заради тоа што просечната возраст е повисока од што би сакале, а некако општеството моментално во Македонија е такво да знаењето и интелигенцијата не се толку во мода како што биле кога ние сме биле студенти. Имате ли некаков податок кој е најстариот член кој што за прв пат дошол да се највозрастниот да направи тест за интелигенција? За жал пред мене го немам тој податок. Се сеќавам на едно тестирање дека имавме луѓе што имаат над 60 години кои што за прв пат дошле да се тестираат. Така. Имаме ли политичар кој што е член на Менса? И дали често политичарите, бидејќи кај нас се звезди во наводници, доаѓаат на тие тестирања на Менса? Тоа е колку што ми е мене познат. Значи јас сум претседател од минатата година, активен член на Менса последните 10 години. Во моментов во телата на Менса нема ниту еден политичар. Колку што ми е мене познато. Меѓутоа не знаеме дали доаѓале на тестирање.
тоа, како што рекуваме, податоците се тајни, така да дури и јас како претседател на Македонија не располагам со резултатите, но во моментов ние немаме ниту еден виден политичар член на Менса Македонија. Така. И уште еден податок за гледачите, дека и ниту вие како член на Менса, ниту председател не знаете кој е највисокиот измерен коефициент на интелигенција. Да, како што кажав, резултатите се тајни, ние почитуваме приватност на кандидатите и тие резултати ги знае само кандидатот и националниот психолог. Така да јас можам само да ги знам бројки. Имаме 130 членови, имаме 150 членови или еве сега знам колку луѓе ќе дојдат на тестирањето во Скопје, но резултатите на тие луѓе нема да ги знам. Така. Околу пишувањето на CV и членството на Менса. Какво е вашето искуство? Дали луѓе пишуваат дека се членови на Менса и дали тоа има некаков фидбек, позитивен или негативен во однос на нивното вработување или промена на работно место евентуално? Има дебата на светско ниво. Сум дискутирал и со членови на бордот на Менса, на Mensa International. Мислењата се поделени околу тоа. Од една страна, некои го пишуваат тоа во своето CV и тоа обично наоѓа на позитивен прием доколку и тој што го држи интервјуто слушнал за Менса или е член на Менса. Така. Од друга страна, има мислење кои што мислат дека можеби тој што го прави интервјуто, доколку го види членството у Менса, може да се почувствува на некој ниво загрозен, па тоа да се третира како негативен момент. Така да баш имавме доста дискусии на таа тема и одговорот зависи. Така, зависи од спротивната страна практично од работодавецот. Секој како се чувствува. Конкретно, додуше ја веќе 10 години држам интервјуа, не одам по интервјуа, али во моето CV стои, бидејќи јас сум горд на моето членство. Менса сметам дека тоа е некое постигнување. И покрај тоа што разговаравме, коефициентот на интелигенција значи многу, ама може да не значи ништо, бидејќи не е само интелигенцијата, туку има и низа други фактори кои што го прават еден човек што е тоа што е. Така. Еве за крај на интервјуто, времето ни е секогаш кратко, да го искористиме за еден повик на младите, што би им препорачале, што ќе им донесе како активност и членството на Менса. Членувањето во Менса, освен во Менса Македонија и се разбира во Mensa International, отвара врати за дружба во еден навистина одбран клуб. Има секакви клубови на светот кај што можеш ти да платиш не знам колку илјади долари да бидеш член, тука не можеш, тука треба да положиш. Самото тоа што си член на Менса, ја пошто сум патувал во регионот и во Европа и сум контактирал со членови на Менса, со тие луѓе веднаш кликнуваш на еден начин. Од друга страна, еве, дури и настанот во среда е од полуотворен карактер. Влезот е слободен, но бидејќи капацитетот е лимитиран, преднос имаат членовите на Менса. Така. Тоа е, значи, убаво е, некојаш убаво да се знае, за лична сатисфакција, па ќе кажам, има многу луѓе кои што го прават, не се одположуваат и тука застануваат. Тој знае дека е доволно добро. За лична мотивација. За лична мотивација, лична сатисфакција. И би сакал младите луѓе повеќе да се фокусираат на знаењето, на интелигенцијата, отколку на некои други модерни идоли, да ги кажеме сега. Така. Почитувани гледачи, ова беше господинот Илија Стевков, председател на Менса Македонија. Вие останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.